Македонска интернет телевизија Пеланет, Македонско радио Пеланет, интернет радио, битолска топ продукција. Почитувани гледачи, добар ви ден, прво интервју во декември 2023 година. Имаме денеска гостин од Ресен. Тој е господинот Леон Стефановски, граѓански активист, колумнист и студент на политички науки. Добро ни дојде во нашето студио. Добро ве најдов. Поздрав до вас и до вашите гледачи. Ви благодарам. Прв наш гостин од Ресен во овој нов циклус на емисии. Како е во Ресен? Добро е. Ете. Се движат работите. Ти си претежно во Скопје, Да. Таму студираш. Да, јас сум студент на политички науки, одсекот на политички студии на правниот факултет Јустинијан I во Скопје. Која година? Прва година сега. И како одат студиите? Добро да студите, учиме нови работи, се запознаваме со сите материјали на кои ја опфаќаат политичката теорија во правниот факултет и така ете како нов студент интересно ми е да се борави да едноставно да продрам во едно ново поле каде самиот сушности се пронаоѓа. Рековме колумнист. Колку време пишуваш колумни и каде се ти објавувани? Колумни пишувам, веќе ажурно пишувам колумни. Не сум редовен колумнист во никој медиум, но ажурно пишувам колумни околу 4 години. Некогаш и се навраќам на колумните кои ги пишувам, си правам една ретроспектива за да видам како низ времето се менувале моите ставови или гледишта и навистина тоа е добро, Се менувале и приликите во општеството, и приликите во државата, нели? Да, апсолутно, и апропо тоа се менували и моите ставови. Многу е важно да не се бега од основните принципи, нели, кога се работи за политиката и кога имате одредени политички гледишта, нормално вие сте профилирани десно или лево. И многу е важно да се задржат принципите и дали политиката да не биде гледана како поле за профит, него поле за остварување на тие идеали но како вика, но некои велат нели за идеали ги набудани. Но јас одам спротивно таа мислам, се надевам дека еден ден ќе дојдам во ситуација да ги остварувам нели идеалите и за кои всушност се залагам. Така. Каде се објавувани твоите колумни? Во кои медиуми? Моите колумни се објавувани нели пред се во вашиот сайт на Пеланет. Имам објавувано на неколку други нели сајтови, но никогаш не сум бил како што споменав редовен колумнист, нели да имам одредени статус на редовен. Повремено, кога имаш инспирација и кога има некоја актуелна тема. Најчесто ги објавам на мојот профил и на една моја страна која се вика Релевантно МК. Нели Леон Стефановски под тоа пишува и таа како група или сајт и на Facebook има околу 20.000. Нели солидно. Да. Предпоставувам дека добиваш и критики, позитивни, негативни, па контактираш со луѓето кои ги читаат. Контактирам со луѓето кои ги читаат, луѓето често знаат да ми викаат, нели, и домашните што се вика, млад си, што бараш во да се занимаваш со политика, твоите ставови секогаш ќе тангираат некого, дали тој го критикуваш или ќе има бенефит од тие твои ставови, но дали ми викаат немој да се занимаваш, па некои те плукаат, некои те сакаат, ама јас Не можат сите да те сакаат, така? Да, но јас тоа го правам бидејќи мислам дека таму најмногу се пронаоѓам и мислам дека во тој дел сакам да придонесам во општеството. Така, значи сакаш преку социјалните мрежи твоите колумни да допрат до што поголем број на читатели. Да, нели тоа е и целта на така. Рече пред малку реагираат зошто толку млад со политика и со политички колумни. Јас друго ќе те прашам. Јас мислам дека и општо младинскиот активизам не е баш на некој ниво кое што би требало да биде. Да. Дали се согласуваш? Да, се согласувам. Не само во политиката, него и во невладиниот сектор и во другите области каде што нели младите се нашата иднина, државата ви оставаме вас, нели и вие треба понатаму да раководите со Македонија, но некако како да не се младите премногу заинтересирани за случувањата кои што се секојдневно околу нас. Апсолутно. Наместо политиката да биде прецепирана како наука, што и всушност е, ако некој сака да релативизира дека не е,
И така младите преципираат како да не е наука, туку како да е нешто од кое што младите треба да бегаат, нели? Немој во политика, две партии владеат оваа држава, ќе те пропастат, ќе се сомнат во партиската машинерија и така натаму. Јас не би се согласил. Секаде во развиените европски земји и во Соединетите американски држави политиката е поинаку преципирана. Политиката секаде ја преципираат како наука или како алатка преку која ќе се остварат, нели, всушност тоа е движечкиот мотор на општеството и кај нас младите, за жал, имам правени анализи, имам зборувано, нели, кога седиш вака спонтано со некои пријатели, гледаш дека од 10 луѓе на масата 1 до 20 ги интересира политика. Или некогаш во животот можеби тие ќе се занимаваат со политика, ќе гласаат, но всушност важната поента е тоа да го прават како млади луѓе, бидејќи во денешното модерно општество идеите на младите навистина можат многу да придонесат. Зборуваме за активностите на младите во политиката, но некако и можам да забележам дека и невладините организации се претежно раководени од повозрастни лица. Колку се младите и тука заинтересирани во невладиниот сектор? Па, мислам дека заинтересираноста во однос на политиката како општ елемент и во однос на невладините има голема разлика. Јас учествувам во проекти организирани од невладини организации, од нели обуки за пример борба против корупција, за евроинтеграции, за НАТО алијансата и така натаму. Така. Но интересот на младите луѓе во однос на невладините организации е значително поголем во однос на учество во политичкиот живот во државава. Значи сепак се поактивни во невладиниот сектор отколку во политиката. Да, но и тука можам да забележиме на работа дека и нели невладините организации се централизирани во повеќе нели во Скопје. Так. Имаме секаде нели невладини организации чии предмет на интерес се различни сфери од општеството, но нели оние кои се борат за правна држава, за држава која ќе оди напред, се главно централизирани во Скопје и мислам дека доколку сакаме да го направиме ова општество да почива на здрави нели корени, мора да ги имаме секаде, да бидат секаде присутни невладините. Значи децентрализација на некој начин и во невладиниот сектор. Да, тоа мора да се случи. Така. Ајде малку сега да те чепниме околу темата за која што студираш, политиката. Конкретно, нели, сега сме месец декември, последен месец од оваа година. Па нели секој декември правиме некои анализи што се случуваше во годината која што полека изминува. Тебе бидејќи ти е политиката тема на која што работиш и на која што пишуваш, дали може една мала ретроспектива како помина оваа година? И поминува, нели, се уште бидејќи сме во оваа година. Оваа година навистина беше интересна, не многу успешна на политички план, нели? Главната точка околу која би одбележал оваа година се уставните измени, нели, за кои нема мнозинство, вотритниско мнозинство за тие да се случат и мислам дека се врзува околу нив во оваа година. Не знам кога би се случиле евентуално следно прегласување за истите да се случат, но мислам дека моментално нема политичка воља за тоа да се случи. Нели, тоа ни е главниот предуслов за да продолжиме нашиот веќе долг европски пат, но мислам дека во еден сегмент ќе има нели политичка воља за тоа да се случи, и опозицијата вели дека кога тие уставни измени би се случиле во нивна режија, би имал поинаков политички амбиент, но не знаеме, нели. Може би во тој момент тогашната опозиција која ќе биде сега власт, нели? Може би тогаш таа за свој политички поени ќе проба да ги обструира уставните измени, но во однос на другите случувања со политиката, мислам дека ни предстои сега. Оваа година не одбележа многу политички случувања, но мислам дека сега ни предстои една навистина жешка политичка пролет. Имавме самит на ОПСЕ во Македонија оваа година, можеби тоа беше главниот настан, нели, дојде и рускиот представник, кој што среде Скопје одржа еден таков говор, кој што според многумина беше контраверзен, но од друга страна па и според многумина беше позитивно прифатен.
Дали ти го следеше обраќањето на Лавров? Не го следев обраќањето на Лавров, нели самитот на ОПСЕ навистина централно случување на годината. За малку ќе го заборавев, сега бидејќи нели сме потресени од други некои општествени случувања. Следев имаше еден новинар објавено на својот профил како му поставуваат прашање. Час и половина траеше целата пресконференција, имаше многу прашања. Само говорот на Лавров? Комплет со се прашањата. Некаде беше околу час и половина. Гледав некој новинар имаше објавено од Телма, не е битно. Како му поставуваат нели некое прашање на Лавров, нели сте засрамени од сето тоа, како сега доаѓате тука па сте ложено држите говор едно друго. Но тој многу цинично му одговори дека, цитирам, ќе ве наградат за вашите западни пријатели, ќе ве наградат за овие прашања. И мислам дека навистина е иронично како рускиот дипломат се движи по светот и држи лекции по тоа како треба да се води политиката и нели зборови за човекови права, нели до алибито како угнетувани биле русите во Украина. Но на крајот од денот мислам дека навистина непринципиелно е тоа што го прави и сите во однос на самите дно секако да беа судени да слушаат што говори нели овој искусен руски дипломат. Добро. Рековме, доаѓа изборна година, двојни избори, председателски и парламентарни. Многу анкети имаше во изминатиот период, посебно последните 3-4 месеци. Речи си во сите анкети, резултатите се тука некаде плюс-минус лични. Кој е твојот став околу анкетите? Колку ти веруваш како млад човек на тие анкети и ете, кој е твоето мислење, како тие избори ќе завршат? Дали некоја прогноза да дадеме сега, па ќе се видиме повторно после изборите, нели, па ќе можеме да ги преиспитаме. Така, да видиме дали сме погодили, дали сме сгрешиле. Па во однос на анкетите, нели, анкетите во зависност од тоа кој ги организира, некогаш се релевантни, некогаш ирелевантни, некогаш навистина го мерат мислењето на граѓаните, некогаш не. Знаете што мене во тие анкети најмногу ме загрижува тоа што оној процент кој вика не ме интересира или нема да гласа. Нема да гласа. Значи навистина еве како мала дикресија имаше еден антички филозоф вика, ако не те засегат политичките случувања, или си божество, или си звер. Значи, ако не те интересира тоа што се случува и кој е поврзано со твојата држава, со твојот живот, со иднината, со перспективата. Да, мислам дека тоа е неодговорно. Во однос на анкетите, јас своето мислење практикувам да го правам преку, нели, следење на политичките случувања, на редовно гледање на емисии, настапи на високи државни представници и така натаму, нели, действување на опозиција и други политички фактори, а не практикувам да го стварувам своите политички ставови преку следење на анкети. Мислам дека околу 10% е според последните анкети разликата помеѓу ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ. Можно ли е толкава разлика? Можно е, нели, политичкиот амбиент се менува во зависност од тоа какви постапки прават политичките партии. Не би ги зелел како индикатор јас за следните избори анкетите, него мислам дека суштината е во, нели, последните потези или позиционирањето пред тие избори. Кога и да се случат, бидејќи, нели, викаат дека ќе бидат блок избори од така, првиот круг на председателски, прво, така. Вториот круг на председателски со првиот круг на парламентарни, барем тоа се зборува неофицијални. Барем неофицијално. Да, неофицијално, нели? Так. Тие се законските рокови, но нели гледам се пројава на политички желби. Иако законски треба да бидат одвоени, нели? Така. Првиот круг и парламентарните избори, но опозицијата сака тие да бидат заедно. И сега кој е моментот на опозицијата? Се разбира на опозицијата зашто сакаат да бидат тие избори заедно, бидејќи, нели, ајде алиби е тоа дека ќе се направи помал трошок. Така. Но не е суштината во тоа, суштината е да не бидат председателските избори индикатор за власта за тоа или парламентарните за тоа
како би бил резултатот на другите избори. Нели кои се прво се Според досегашните Така. договори треба прво да се председателски па парламентарни, Парламентарни. ама рековме дека тоа е неофицијално. така. Нема Нели, официјално. ако први се председателските избори, власта умешно игра на карта да бидат одвоени, бидејќи ќе бидат своевидна релевантна анкета за тоа што би се случило на парламентарните избори. Мислам дека на таа карта оди власта, опозицијата ќе инсистира тоа да се случи нели во пакет додат тие избори, бидејќи ќе биде потешко. Дали во политичката теорија, извини што те прекинувам, постои можност за двојна кампања, истовремено да се оди на кампања и за председателски и за парламентарни? Како тоа би изгледало? Во политичка теорија се е можно. Така. Се што се случува во политичкиот живот и што е фатено во него, би изгледало навистина интересно. Јас мислам дека ќе бидат доста така интересни овие два изборни циклуси, бидејќи избираме нели нов шеф на државата или можеби реизбор на истиот Така. и бираме нов парламентарен состав. Така. Оваа година имаме овие избори сега, наредните всушност и наредната година. Јас како да влеговме во 2024 веќе се однесувам. Има многу нови партии кои што ги немаше на претходните избори или пак партии кои што барем тие самите сметаат дека имаат сега многу поголема популарност од колку што имале претходно. Колку тие помали партии може да им ја замрсат сметката на поголемите партии? Дали ќе има некој силен играч на овие избори според тебе, а кој што досега не бил? Па, еве, новоформираната партија на градоначалникот на Кубаново, Максим Димитриевски, мислам дека ќе може да профилира добро на политичката сцена. Не знам како тие ќе го изменаџираат тоа и до кој степен ќе стигнат да го направат истото, но мислам дека освен таа партија, политичките поени на овие на Левица, на политичката партија Левица, навистина паѓаат. Знаат дека народот мислам дека гледа дека таа партија е популистички, дека Левица, мислам, во однос на името на партијата прави се десно, а ништо лево. А се вика Левица. А се вика Левица. Нели, мислам дека таа партија е веќе прочитана и мислам дека е потрошена партија, нејзината употребна вредност заврши. Дали ги следи случувањата во албанскиот блок? Што ќе се случува таму? Нели таму има нови партии, прегрупирања? Да, во албанскиот блок има чести прегрупирања, мислам многу непринципијално постапи алијанса на албанците и алтернатива, како беше ли таа партијата и Африм Гаши. Тие се доста интересни, мислам дека тука дури не остава никаков простор за калкулации или за некоја. Мислиш дека дуи сепак ќе бидат повторно најсилните во албанскиот блок? Да, мислам дека тука ќе биде главната препирка и со кој да победи во македонскиот блок, нели ВМРО-ДПМН има некој обид за отфрлање на дуи на политичката сцена и мислам дека главните случувања ќе се вртат околу тоа. Со кого би коалицирал ВМРО-ДПМН доколку тоа не би го направил со дуи, мислам дека тешки се калкулациите за апсолутно мнозинство на ДПМН од 67 пратени, но нели останува да го проследиме се за тоа. Како рече пред малку, во политиката се е можно, нели? Да. Никогаш не вели никогаш. Никогаш нели. За интересите. Во реч, како еден млад човек го врви времето, освен што се бави со политика? Ајде да оставиме политиката малку на страна. Како еден млад човек? Да. Па ако не е политиката, ќе биде тука, нели, другите обврски, слободното време, студиите и така натаму. Нели, животот во модерниот свет е навистина динамичен и мислам дека секој по неговото основно образование од средното школа па натака, мислам дека обврските секој нели го движат. Ако во денешно време човек без обврски, мислам дека скоро и да нема. Нели сите се носиме со врските кои се работа, кои со практикувам да гледам спортувам, слушам музика, се дружам и така натаму, како и секој друг млад човек. Но сепак малку поразличен од другите, затоа што општествено активен, пишува колумни, контактира со читателите и на некој начин придонесува во општеството со некои своји ставови. Јас ти благодарам што беше наш гостин. Ќе се видиме после изборите. Ќе биде интересно, доколку нели повторно не посетиш.
Да видиме што од сето тоа се случи, што го зборувавме сега, можеби ќе има изненадувања, можеби ќе има. Се надеваме да ќе биде интересно. Да. Добро, за некој интересно од ние кои што следиме професионално, за некој како што кажа пред малку кој што не ги интересира ништо, а Да. има еден дел, да се надеваме дека сепак Голем, за жал. така. Во ред, дали може некоја порака да упатиме до младите луѓе? Да се ангажира, да се Нели, за навистина, мислам дека мора секој млад човек кој сака да гради едно здраво општество, да не биде нели онај менталитет по кој сите очекуваме, нели, нашиот. Само го критикувам нашиот балкански менталитет, но не правиме ништо да го промениме. тоа да се подобри, нели? И јас би апелирал до сите млади луѓе во оваа држава кои имаат ентузијазам, кои сакаат да се видат себе си во некоја подобра држава, односно подобра ситуација од актуелната, да се вклучат во политиката и активно да учествуваат во општествено-политичките случувања. И со нивните ставови да променат тоа што мислат дека треба да се промени. Да. Во ред, јас ти благодарам. Уште еднаш, твоите колумни ќе ги има и понатаму на порталот Пеланет. Закажуваме наредна средба во наредна прилика, почитувани гледачи, да ве подсетиме дека од наредната година нашите емисии ќе имате можност да ги следите пред се на нашиот YouTube канал. Ќе го најдете БТ Топ продукција на кирилица со големи букви. Станете наши субскрајбери и ќе имате можност да ги следите сите наши наредни емисии и наредни подкасти кои што ќе следуваат во ова и наредната година. Ви благодариме уште еднаш, ви посакуваме пријатен ден и останете понатаму со нас.